Знаете што, проблем е што година и повеќе време Зоран Заев го руши уставниот поредок на оваа држава. Тој вели не го признава обвинителството, па не го признава судот, па не доаѓа едно рочиште, не доаѓа друго и така натаму и така натаму. Имаме ситуација каде што суд во Косово вели дека не се признава барањето за екстрадиција на Република Македонија. Други велат дека оние во онаа ситуација, во оној инцидент во кој што имавме 8 загинати полицајци и 40 ранети во диво населје, дека не се признава постапката и дека одеднаш треба да имаме ситуација во која што сите се невини. Имаме ситуација каде што не се признаваат судски пресуди за терористички акти. Имаме ситуација каде што не се признаваат уставот, законите на Република Македонија. Други не го признаваат собранието на Република Македонија. Ние зборуваме за темелните столбови на уставниот поредок во оваа држава. Ако проложи ова самоволие, дали утре тогаш некој војник ќе рече не го признавам офицерот, дали некој припадник на полицијата ќе може да рече не го признавам старешината, дали некој во некоја општина може да рече не го признавам градоначалникот, дали двајца соседи на нива може да речат не ја признаваме меѓата помеѓу нас. Значи тука зборуваме за ерозија на темелниот поредок на оваа држава. Дали ќе влеземе во ситуација во која што никој ништо не признава, каде што никаква одлука не е меродавна, каде што никој дом, ниту законодавниот дом не е меродавен, не се признава, не се прескокнува, не се доаѓа, не се присуствува. Тоа е проблемот. Што имаме еродирање на законите на оваа држава, на елементарниот поредок на оваа држава. Од највисоките инстанции кои што треба да го почитуваат тоа. Тоа се фундаменталните прашања за кои што треба да зборуваме. Затоа што ако година и пол наназад постепено ги еродираме институциите, каде ќе завршиме како држава и општество? Тоа не е добар пат за оваа држава, не е добар пат за 2 милиони граѓани. Ни треба уставен поредок, ни треба демократска контрола на институциите, ни треба поднесување на извештаи, треба да се вратиме во институциите, да ги почитуваме институциите, кои што тешко сме ги граделе, а не вака да се разоруваат и да се доведуваат целиот систем во прашање. Тоа не е добро за било која држава, особено не за Република Македонија. Значи, колку тие институции се легитимни, кога ќе и ваши представници докажа дека има повеќе од 300.000 гласачи, или основнички гласачи, основните гласачи, а од друга страна, колку е легитимно тоа, например, политичка партија да се ве да одреди да има терористички акти или не, една акција кога судовите кои што треба да докажат тоа, треба да кажа, например, вие, Јаковска или да се да кажа да презрема. Дели надежди на тебе да кажа. Како може да се? За настаните за кои што прашуваат има судски пресуди и значи за настаните за кои што зборувате има судски пресуди од надлежни судови на Република Македонија. И тероризмот е тероризам и нападот е напад. И во Брисел, и во Куманово, и во Истанбул, и во Смилковско езеро, и во Анкара, и во Париз, и во Њујорк, и во Вашингтон, и во Багдад, и во Кабул, и во Карачи. Нападот врз цивили е напад врз цивили.